и описменувањето на народите на северо од Македонија. Сега тоа тргнало како што тргнало. Бугарите во тоа време знаете дека биле дојденци на Балканскиот полуостров и односно Македонскиот полуостров, биле дојдени од некаде од азијатските предели, неписмени, диви племиња верувале во богот Тангра, но меѓутоа еве денес се многу осоколени дека светите Кирил и Методија биле бугари. И единствени се тие од словенските народи, односно народите кои имаат слични јазици, македонскиот народ, бугарскиот, српскиот, црногорскиот, хрватскиот, па словенскиот нагоре, да одам рускиот, украинскиот, полска, чешка, словачка и така натаму. Но да се запрашаат самите бугари и нивните научници, оваа пропаганда што ја прават, силна пропаганда прават, почитувани слушатели, на македонската радиопрограма Triple Z од Мелбурн и Викторија. Силна пропаганда, политичка пропаганда, потоа медиумска пропаганда и тука се вклучени лингвистите бугарски, како и платеници од странство на кои им плаќаат пари за да даваат изјави дека тоа дека светите Кирил и Методија биле бугари. За да ја разбереме суштината на словенската писменост или македонската писменост, како сакате, таа потекнува од Солун или од Македонија, од селата, 3 села Сухо и не ми текнува се другите како се викаат. Нивните најстари примерни извори од градот Солун, како што реков, во 9 век. Како што сведочат нивните најстари примарни извори спрема панонските легенди и пространите житија на Кирил и Методија, светите браќа се родени во Солун во семејство на високиот византиски воен функционер Лав и неговата сопруга Марија. Официјалната бугарска историографија со децении прави очајнички обиди, како што реков, да им припише некаков бугарски етнички корен, повикувајќи се на подоцнежни доцно средновековни преписи. Но што вели вистинската наука? Во 9 век Солун е втор по важност град на Византиската империја или пак Источното Римско царство. И целосно е Солун обкружен со македонци, односно во тоа време биле сите словени. Во тогашните државни извори според византиските хроники на Теофан, исповедник и Георги Амартол, овие словени на Балканот се заведени под прецизниот термин склавини. Тоа биле конкретните имиња на струмјаните, драговитите, ринхините, сагодитите и така натаму. Овие територии во официјалните византиски акти се дефинираат под етнографскиот поим Македонија, етнографски поим. Пазете, почитувани, бугарите, грците велат дека Македонија е само регион географски, но меѓутоа Македонија е етнографски регион, односно пространство, земја каде што живеат македонците. Според тоа, од аспект на средновековната терминологија, македонските славини се директните предци на денешните македонци, а нивниот локален говор бил живата основа на она што денес го проучуваме како македонски јазик. Дополнително спрема пространото житие на Свети Методиј. Глава 5 запишан е клучниот цитат на византискиот император Михаил III, кој им се обраќа на браќата пред нивното испраќање. Вие сте солуњани, од Солун, сите солуњани чисто словенски зборуваат, што значи зборуваат македонски, а не бугарски.
Овај византиски запис е крунски доказ. Императорот во Константинопол или Цариград не вели дека тие зборуваат бугарски. Тој јасно укажува, почитувани, на фактот дека тие израснале во средина каде што локалниот говор на жителите, односно на тогашните македонци, им бил целосно мајчин и природен на светите Кирил и Методија. Вториот важен столб во нивната биографија е нивното врвно образование и државна служба. Свети Кирил се школувал во престижната Магна Урска школа во Константинопол, највисоката академска институција на тогашниот свет. Но погледнете ја кариерата на неговиот брат Методиј. Пред воопшто да замине во манастир, Методиј како висок византиски воен функционер поминал цели 10 години како управител на една Славинија од околу 843 година до 853 година на 9 век. Спрема житието на Свети Методи, императорот му ја поверил оваа кнежевина за да го научи словенскиот јазик во пракса. Така пишува. Истражувачите се согласни дека таа автономна словенска област се наоѓала токму во Струмичко-Брегалничкиот регион во Македонија, етничка Македонија. Ова значи дека Методиј не учел словенски јазик од многу книги, туку 10 години практично управувал, живеел и зборувал со предците на денешните македонци. Околу 853 година, по политичките превирања во Константинопол, Методиј ја напушта државната служба и заминува во манастирот Голихон на планината Олимп во Мала Азија. Пазете, во Мала Азија, кој се наоѓа во денешна Турција. Набрзо таму му се придружува и неговиот брат Кирил. Клучно да нагласиме, според сочуваните манастирски записи, во тишина и изолација на малоазискиот Олимп, светите браќа работеле на кодификацијата на првата словенска азбука, односно со име глаголицата. Тие таму ги преведувале првите богослужбени текстови врз основа на солунскиот говор, односно на македонскиот јазик. Академската анализа на нивните мисии дополнително го демантира бугарскиот монопол. Историските извори јасно покажуваат дека светите браќа биле испраќани на Сараценската, Хазарската и на крајот на големата Моравска мисија во 863 година во Централна Европа по барање на кнезот на Моравија Ростислав. Ниту една нивна мисија не била насочена кон тогашното прво бугарско царство. Во 867 година, во 4 години поминати во Моравија, светите браќа се наоѓаат на пат за Рим. Тие представуваат во Венеција, каде се спрема пространото житие на Свети Кирил, глава 16. Тој ги поразува така наречените тогашни три светски јазици, оние кои тврделе дека на Бога му се служи само на латински, грчки и еврејски. Со тоа го одобранил правото на словените и македонците, односно македонците и словените, да имаат свој писмен јазик. Но тука мора да ја разоткриеме големата историска измама организирана од тогашното источно франкско кралство, Франција, односно од Германија. Германското римокатоличко свештенство видело закана за своите геополитички интереси во словенските книги напишани на кодифициран македонски јазик. Спрема сочуваните судски акти од Црковниот собор во Регенсбург 870 година, германските бискупи организирале заговор, ги прогласиле светите браќа за еретици, а германскиот суд брутално го уапсил Свети Методиј и го држел во затвор во Баварија цели 2,5 години. На крајот, по смртта на Методиј во 885 година, словенските книги биле запалени, а учениците како Климент, Наум и Ангелари биле измачувани и протерани. Имено оваа германска агресија е причината зошто учениците морале да побегнат и да го префрлат центарот на писменоста на територијата на Македонија, односно во Котмичевица во Охрид.
Сега доаѓаме до клучниот аргумент како и зошто Бугарија врши агресивен монопол врз ова наследство, како што објавуваме на социјалните мрежи и зборувам овде на македонската радио програма, за да ги едуцираме нашите слушатели, односно да знаат, да ги информираме пред покрстувањето кое се случува во 864 година под притисок на Византија. Бугарската држава била длабоко паганска, со владајачка елита која имала прабугарски туркиско-номадски корени. Најексплицитен доказ за ова е познатиот чаталарски се вика надпис на канот Омуртак од околу 822 година, врежан на камена плоча со грчки букви, за да спречиме какви било лаички интерпретации, обиди за релатизација. Преводот на овој надпис што го имам тука е официјално откриен од рускиот истражувач Феодоров 1905 година. Прв пат објавен во светски познатиот руски физантолог професор Фјодор Успенски, а подоцна детално потврден и преведен од столбовите на самата бугарска наука професорот Васил Златарски и најголемиот бугарски академик за прабугарските надписи професор доктор Веселин Бешлевиев, неговото капитално дело првобугарските надписи. Во овој надпис Омуртак со гордост запишал дека ја премести својата војска против грците и словените. Епитус, Грикус, ќе славус, така пишува на тој камен, владејќи над многуте бугари и подчинувајќи ги своите непријатели. На крајот датумот е запишан по бугарски пагански календар како Шегор Елем, година на волот. Овој автентичен камен надпис, почитувани слушатели, целосно ја урива бугарската пропаганда, бидејќи докажува дека во времето на Кирил и Методи терминот бугарин и терминот словен биле два спротивставени и завојувани поими. Бугарските ханови ги сметале словените, односно македонците, за надворешни непријатели. Под поимот бугарски јазик, вулгаристи, во 822 година се подразбирал турскиот, алтајскиот, номадскиот јазик, кој немал никаква допирна точка со словенскиот говор, односно со македонскиот, како тогаш Кирил и Методи создале бугарска азбука, да се прашаме. Кога во тоа време бугарските владетели војувале против словените, против Византија? Исто така, тоа е класичен историски фалсификат, почитувани слушатели. Честопати бугарската пропаганда се обидува да прикаже дека Бугарија им дала легитимитет на светите браќа. Ајде да го поставиме клучното црковно прашање. Кој ги хиротониса ракоположи светите Кирил и Методи и нивните ученици? Дали тоа беше Бугарија? Ниту случајно. Историјата јасно бележи светите Кирил и Методи беа ракоположени во Цариград од страна на Вселенската патриаршија. Свети Методи беше хиротонисан за архиепископ лично од римскиот папа Адријан II во 870 година, а нивните најголеми ученици, свети Климент Охридски, Наум и Ангелари, беа ракоположени во Рим од страна на римскиот бископ Формуза Гаудерик. Според записите на Ватикан, официјалното и папските були на Адријан II во Рим била формирана специјална експертска комисија која извршила теолошка проверка на словенските книги. Тие го благословиле на олтарот во Рим, а најголемиот печат на доверба биле моштите на свети Климент Римски, кои браќата ги донеле како подарок за Ватикан. Значи, кога во 886 година Климент и Наум пристигнале на Балканот, тие веќе биле легитимни, ракоположени свештеници од Римската црква. Бугарија нема никаква улога во нивниот црковен легитимитет. Ханот Борис
ги примил во 886 година од чист политички интерес за да го исфрли грчкото свештенство кое му сметало и да се спаси од византиската асимилација. Но Свети Климент не останал таму, во Бугарија. Тој бил испратен во областа Кутмичевица со центар во Охрид, во Македонија. Таму, во Охрид, Свети Климент ја основал Охридската книжевна школа, првиот словенски македонски универзитет, каде описмениле над 3.500 ученици. Ја поедноставил глаголицата и ја создал Свети Климент и кирилицата. Охридската школа, действувајќи на територијата на Македонија, останала длабоко верна на изворот и изворниот солунски говор, односно на автентичниот македонски јазик. На Бугарија, не Бугарија, туку Охрид и Македонија ја спасија словенската писменост и ја дадоа на светот за денес бугарите да се шират како питулица под вршник и со големи пропаганди да го прават ова што го прават сега. За да ја запечатам централната улога на Македонија, мора да го одговориме и ова прашање. Кој всушност ги покрсти русите во 988 година под водство на кнез Владимир Велики? Официјалната бугарска теза се обидува да го присвои и овој процес, но во 988 година првото бугарско царство веќе било целосно окупирано и пред колапс под налет на Византија. Единствениот жив моќен словенски духовен центар во тоа време бил само Охрид, во државата на царот Самуил. Спрема најстарите сочувани руски извори, црковни летописи, како што е Јоакимовскиот летопис, првиот митрополит испратен во Киев за да го организира покрстувањето на русите, бил митрополитот Михаил, кој потекнувал токму од Охридската архиепископија во Македонија. Тој со себе во Киев понел свештеници и книги напишани на кирилица во Охридската школа. Јазикот на тие први црковни книги во Русија бил старословенскиот, односно македонскиот, зашто изборуваше и Владимир Путин, но и пред 2-3 години русите направија и филм, каде што во филмот убаво се објаснува дека браќата Кирил и Методија се од Македонија, изборувале македонски. Нашата Охридска школа ги постави темелите на писменоста на Киевската Русија, почитувани слушатели. За крај, ајде да се соочиме со културната тежина на нашиот корен, со тогашната реалност на нашите соседи. Честопати не прашуваат каде биле словените, каде биле нашите предци македонците во тој ран среден век, според официјалните византиски царски диптиси, додека Бугарија била паганска држава, во која владееле номадски ханови, кои не знаеле ниту да пишуваат, во срцето на Византиската империја, во Цариград или Источното Римско царство, уште во 766 година, на највисокиот црковен трон во светот застанува Вселенскиот патриарх Никита I, кој бил етнички словен, односно македонец. Исто така, од нашите простори потекнува и императорот Јустинијан I Велики, роден близу Скопје, во едно село во Скопско, која основал Јустинијана Прима, правниот претходник на Охридската архиепископија, како што е познато. Нашите предци во Византија биле патриарси, генерали и филозофи, многу пред Бугарија да се покрсти, почитувани. А колку бугарски папи во Рим или цариградските патриарси имало во тоа време? Ниту еден единствен, дури и кога се покрстиле со нивната црква, управувале грци и римјани, бидејќи немале свој образован кадар. Немале. Затоа, кога денес некој се обидува да ни го присвои јазикот и писменоста, подсетете ги, пишуваат договори и прават компромиси.
најчестиот и најмоćниот одговор пристигна токму од македонската диаспора изминатиот викенд тука во Австралија. Македонците во Мелбурн, Сиднеј и ширум Австралија масовно се обединеа во нашите македонски православни цркви и училишта. Нашите деца тука во Австралија рецитираа, пишуваат и пеат на чист македонски јазик во чест на светите браќа. Тоа е најсилниот доказ за нашиот континуитет. Но каде беше бугарската заедница овде во Мелбурн? И тука ја немаше. Со овие факти сакам, почитувани слушатели, да го затворам овај коментар.